Редовен термин за дневникот на К1. Добра вечер. Што се го одбележа денешниот ден, кои се настаните кои се случија во Вардарскот и Квешкиот регион, но и во Македонија и на полето на спортот. Останете со нас, ке погледнете веднаш по најавите. Избор за најмлади вина во Кавадарци во организација на Сдруженијето на винари на Македонија. Обилните врнежи кои деновиве ја зафатија Македонија причина за отежнат сообраќај. Македонија пат апелира за поголема внимателност. Европска недела на тестирање од ХИВ вирус. Во Кавадарци се одржа избор за најдобри млади вина на кој учествуваа 70 бели и црвени вина произведени од домашни производители. Оваа манифестација се организира 4-та година поред од страна на Сдруженијето на винари на Македонија. Изборот е во чест на празникот на младото вино Божуле Нуво, кој од 1937 година се празнува секој трет четврток во ноември. Мартина Митков ги има деталите. Сдруженијето на винари на Македонија и годинава го организираше изборот на најдобри млади вина на кои учествуваа 70 производители на бели и црвени вина произведени во домашни услови. Деновиве беше извршено оценувањето на мострите на вино од страна на стручни лица, универзитетски професори и енолози, а вчера вечер беа наградени најдобрите млади вина. Председателот на Сдруженијето Игно Тасев информираше дека радува фактот што од година на година расте интересот за традиционалниот избор на најдобри млади вина. Мислам дека сите учесници се задоволни и затоа и секоја година го имаме зголемувањето на нивното учество, при што исто така покрај зголемувањето на учеството битно е да се напомене дека ги применуваат своите умешности, но и нашите совети кои што се упатени до нив успешно ги спроведуваат и затоа квалитетот во овие 4 години постојано расте на нивните вина кои што се произведени во домашните услови. Виното розе произведено од сортите на грозје Розе Сирах и Мускат Хамбург на Стојан Чилиев ја освои гран при наградата, додека Вранецот произведен од Којчев Зоран освои прво место во конкуренција од црвените вина. Од белите пак најдобар беше Ризлингот на Владко Митровски, кој го освои првото место, а Смедеревката на Петре Пешков беше второ наградена и трето место од белите вина освои Стаменов Пане од сортата Ризлинг. Конкуренцијата беше голема, да. Јас себе трета година како се напреварувам, првата не освоив некоја награда и сега со малце повеќе искуство дојдов и до првото место. Па традицијата ни е од кај 2004 година, најпрво ја почна татко ми, сега ние продолжуваме и еве се развиваме во по-добар квалитет. Тоа е и суштината на оваа манифестација, домашните услови пред се, категорија на домашни вина, да се видат луѓето до кај се стигнати со виното, што фали, што не фали. Да, ќе продолжам од година уште поозбилно со поголеми капацитети. Од високосортната сорта на Сирах и Мускат Хамбург. Оваа година пробаваме нешто да направиме како розе и спадна сварно добро. Чест ми е сварно што ја освоих оваа награда. Па конкуренцијата е сварно голема. Има многу винари и што може да од тие сите да пробиеме ни. Па со квалитетно вино може се. Да се направи доста квалитетно вино е сварно малце тешко. Каде што од и високосортни од високосортно грозје. Моите вина беа од сортите Смедеревка, Темјаника и Вранец. Да произведеш добро вино, отправено ти треба неквалитетно грозје и треба да имаш желба да го направиш. Ако тие две работи ги споиш, не е тешко да направиш добро вино. Грозјето доаѓа од околината на село Ресава. Па околу 2,5 хектари финско грозје. Да, во домашни услови сакам да поменам дека ова е прва година што направив вино и освоиме награди како што може да види. На надпреварот не се пријавија само индивидуални производители на вино од Тиквешијата како најголем вински регион во Македонија, туку од целата држава. Манифестацијата беше организирана заедно со Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, а со поддршка на неколку компании. Оваа манифестација се организираше 4-та година поред од страна на Сдруженијето на винари на Македонија. Изборот беше во чест на празникот на младото вино Божуле Нуво,
кој од 1937 година се празнува секој трет четврток во ноември. Поволни временски услови за земјоделството, температурните услови, но и врнежите се добри за земјоделството, вели во изјава за К1 телевизија Тони Тасков од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Влагата во почвата придонесува семенскиот материјал да почне со проникнување и нормално развивање. Долго време го чека овој дожд, според моите информации негде околу тука Велешко, Чашкарскиот регион, околу Градско, имаме негде од 60 до 80 литра на метар квадратен. Значи до вечер можно е тоа и да се зголеми. Убаво е тоа, земјата сакаше влага, земјоделските култури беа многу, како да кажам, потиштени, народно кажано, значи немавме влага доволно, сега ќе има доволно влага. Оние што посеја е одлично, оние што ќе посејат житни култури е уште побаво, така да фантастична работа. Службите на јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци активно работат на оспособување на оптеретената канализациона инфраструктура низ градот, која оптеретување беше настанато поради обилните дождови. Со оглед на тоа што наврнаа 60 литри на метар квадратен, постојната атмосферска канализација не можеше одеднаш да ја прими надојдената вода од повеќе делови на градот, при што неопходен беше ваков зафат за одзатнување на канализационите мрежи, велат од службите. Бројните дождови кои денови веја зафатија Македонија и Кавадарци ги наполнија со вода кавадаречките улици, со оглед на тоа што наврнаа 60 литри на метар квадратен, постојаната атмосферска канализација не можеше одеднаш да ја прими надојдената вода од повеќето делови на градот, особено од повисоките, поради што централните улици беа до колена со вода. За таа цел од кабинетот на градоначалникот информираат дека службите на јавното предпријатие Комуналец активно работеле на оспособување на оптеретената канализациона инфраструктура низ градот, која оптеретување беше настанато поради обилните дождови. На терен била канал джет цистерна за одзатнување на канализација и помогната со персонал за рачно одзатнување на истите. Биле санирани неколку помали дефекти на водоводната линија, чие одложување не било возможно и покрај влошените временски услови. Во соопштението од Бојан Атанасов, раководител на оделението за водовод за градска и селска мрежа, се вели дека и денес службите продолжуваат со санација на настанатите дефекти, како и одзатнување на запушени канализации од страна на горе наведената механизација и вработените од Комуналец, информираат од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев. Обилните врнежи кои денови веја зафатија Македонија се причина за одвивање на сообраќајот по влажни коловози. Токму поради тоа од јавното предпријатие Македонија ПАТ апелираат за што поголема внимателност на учесниците во сообраќајот. Поголема внимателност при управување на возилата, апелираат од Македонија ПАТ Велес. Обилните врнежи се причина за одбивање на сообраќајот по влажни коловози. На автопатската делница Велес Скопје и обратно можни се одрони, затоа неопходна е поголема внимателност и почитување на вертикалната и хоризонталната сигнализација, вели Јаневски. Во вакви дождови, кој што беше овој 2-3 дена непрекинато врнење и да поголеми делови од карпестиот материјал кој што е нестабилен отпаднат и доедат на коловозот. Колку е можно се трудиме да се отстранат и затоа е вакав е јавен апел до возачите, посебно во овие зимски услови, да се прилагодат на условите на патот и брзината да ја прилагодат на условите на патот. Јаневски вели дека од 5 овој месец работната единица работи во прв степен на подготвеност, односно отворени се сите пунктови. Механизацијата е застарена нова функција, а обезбедени се и првичните неопходни материјали. Сметаме дека со овие количини сега некаде во моментов со кој располагаме околу 800-900 тона сол и на 2000 кубни метри ризла, дека се доволни и за декември и за јануари, па какви и да биле вакво временски прилики. Јаневски вели дека од 29 овој месец стапува на сила вториот степен на подготвеност, што значи дека вработените и механизацијата на терен ќе бидат 24 часа. Според
Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, 16,6% помалку изнесува вредноста на договорените градежни работи во странство во периодот од јануари-септември 2017 година. Во истиот период пак е забележан зголемен обем на извршените градежни работи во Холандија. Вкупната вредност на договорените градежни работи во странство во периодот јануари-септември 2017 година изнесува 2 милијарди 303.553 денари, што е за 16,6% помалку во споредба со истиот период од претходната година, објави Државниот завод за статистика. Во наведениот период, градежната оператива од Република Македонија во странство извршила градежни работи во вкупна вредност од 1 милијарда 237.687 денари, што е за 38,8% помалку во споредба со истиот период од претходната година. Во истиот период е забележан зголемен обем на извршените градежни работи во Холандија. Вредносните податоци за периодот јануари-септември 2017-2016 година се дадени врз база на паритетот 1 американски долар за 58,3 денари. Најефикасна метода за превенција од ХИВ вирусот е заштита при сексуален однос и навремено тестирање. Во Центарот за јавно здравје во Велес тестирањето е бесплатно и со загарантирана дискреција, вели епидемиологот доктор Билјана Трајкова. Годинава 80 велешаните се тестирале, а кај двајца била откриена болеста. Македонија ја одбележува Европската недела на тестирање од ХИВ вирус. Тестирањето е најефикасната метода за превенција од ХИВ вирусот. Од денеска па до 24 месецов течат 7 дена познати како Европска недела за тестирање од ХИВ вирусот. Тестирањето е тајно и бесплатно, вели епидемиологот доктор Билјана Трајкова. Има некој сомнеш од своето сексуално однесување дека постои некој ризик, апелирам да дојдат и да си направат тест за СИДА, бесплатен е, анонимен, доверлив и понатаму секако доверливо ќе биде и понатаму проследен понатаму, ако во случај нели најдеме позитивен резултат, ако не најдеме, тогаш се е во ред. Статистиката покажува дека во Македонија доминантен е сексуалниот начин на пренос на ХИВ. Доктор Трајкова вели дека секој кој има сомнителен сексуален однос треба да почека да поминат 3 до 6 месеци, па потоа да се тестира. Годинава 80 велешани направиле тестови. Кај двајца утврдена е болеста. Обратат внимание дека серопозитивитетот за да дојде до појава на антитела кон ХИВ вирусот во телото е потребен одреден временски период да помине од ризичното однесување до појава на антителата. Од 3 до 6 месеци се потребни. Во Македонија 338 граѓани живеат со ХИВ инфекцијата. Заболени има и во Велес. Еден е починат, останатите се на антиретровирусна терапија. Вкупната бројка од 2005 година, кога првпат регистриравме заболен случај од СИДА во Велес, до сега е 5 заболени од СИДА имаме и 2 позитивни на ХИВ. Сите се на антиретровирусна терапија, еден е само починат, другите се живи и се уште и понатаму на антиретровирусна терапија на клиниката за инфективни болести во Скопје. Македонија има обврска до 2030 година да стави крај на ХИВ епидемијата. Во наредните 3 години, земјава има обврска 90% од лицата кои што живеат со ХИВ вирусот да бидат диагностицирани и истите да подлежат на антиретровирусна терапија. МВР го идентификуваше осомничениот убиец на 28 годишниот фудбалер Мартин Јанушев, кој беше убиен на 3 ноември пред неговиот стан во населбата Аеродром во Скопје. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека полицијата има докази дека убиецот е лицето ФС и оти се работи за негово апсење. Според МВР, убиството се случило поради лични недоразбирања помеѓу убиецот и жртвата. За овој случај МВР се на распит повика 37 лица, а обезбеден е и пиштолот со кој е извршено убиството. Мартин Јанушев беше фудбалер на тимот Локомотива. Продолжуваме со вести од Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски во интервју за весникот Република зборува за законот за јазици.
Неодамна беше изгласана првата фаза од Законот за употреба на езиците. Втората фаза е конечна и се предвидува за следната недела. Груевски вели дека ВМРО-ДПМНЕ многу долго предупредувало не само пред локалните, туку и пред парламентарните избори минатата година. Тој смета дека носењето на овој закон е противуставно и дека ги дискриминира другите помали етнички заедници и дека создава простор за уште поголема поделба помеѓу македонците и албанците. Таа дополнителна поделеност ќе биде потенцијал за движење на земјата кон федерализација, чекор кој е последен пред поделба на државата, а поделбата значи и растурање на државата, вели Груевски. Ние не се плашиме и немаме ништо против албанскиот јазик или албанците во Македонија. Тие се наши сограѓани, а многу од нив и наши лични и драги пријатели. Нивниот јазик го почитуваме и тоа сме го покажале со многу гестови во минатото, тргнувајќи од првото носење на Законот за употреба на езиците во 2008, прифаќањето на Денот на азбуката за празник во Македонија на сите албанци, поддршка на албанската литература и книжевност, преводи на стручни книги покрај на македонски и на албански јазик, создавање институт за духовно и културно наследство на албанците, создавање на нов универзитет на албански јазик Мајка Тереза и проширување на Тетовскиот универзитет во повеќе општини и на повеќе струки. Воведовме и државни грантови од буџетот за Штуловиот универзитет и така натаму. Значи проблемот не е во јазикот или луѓето, потенцира Груевски. Метју Нимиц, посредникот на Обединетите нации во разговорите за прашањето на името меѓу Македонија и Грција, закажа средба со представниците на двете земји во Брисел на 11 и 12 декември, како дел од напорите да се помогне на двете земји од страна на Обединетите нации да се најде заедничко прифатливо решение, се вели во соопштението на канцеларијата на Нимиц. Иако првично средбата беше закажана за наредната недела, истата е одложена и презакажана за декември. Прашањето за името досега е на највисоко ниво и најблиско до изнаоѓање решение, истакнал американскиот заменик помошен државен секретар Хојт Ји на дебата во Вашингтон. Кодзијас пак изјавил дека очекува прашањето да биде затворено во првата половина на наредната година, а македонскиот премиер Зоран Заев дека треба да се направи исчекор и од и сега има поголеми шанси од порано да се изнајде решение со Грција. Околу 200 лица за кои се претпоставува дека се членови на салвадорската банда MC-13 се уапсени во голема полициска акција во САД, соопшти американските власти. Повеќе од половина од 214 уапсени се товарат за кршење на имиграцијскиот закон, а 93 за убиство, разбойништво и криумчарење дрога. Поголем број од осомничените се од Салвадор, Хондарас, Мексико и Гватемала. Акцијата, предводена од службата за имиграција, која траеше 1 месец, е спроведена во соработка со салвадорската полиција, која во септември уапси 53 лица под сомнение дека се членови на MC-13. Светот. За време на новогодишните празници во европските земји, американците да бидат внимателни. Овој апел на Соединетите американски држави доаѓа заради изголемена терористичка закана. Од Стейт Департментот нагласуваат дека препораката важи до 31 јануари 2018. Стейт Департментот подсетува дека минатата година во Берлин на Божичниот пазар терорист со камион прегази и уби 12 луѓе. Во дискотека во Истанбул на новогодишната ноќ напаѓач застрела 39 луѓе. Овие случувања за Соединетите американски држави се причина повеќе американските граѓани да внимаваат кога посетуваат јавни места или туристички дестинации во Европа за време на престојните празници. Терористичката исламска држава слабее. Антитерористичката коалиција, предводена од Соединетите американски држави, преку соопштение информира дека ИД загубила 99% од територијата на Сирија и Ирак, а повеќе од 7,5 милиони лица се ослободени. Исламска држава не губи само територија. Екстремистичката организација слабее и финансиски. Антитерористичката коалиција врши притисок врз организацијата на терен и во сајбер просторот,
па така слабе и терористичката пропаганда. Интерпол располагал со 43.000 имиња на борци на Исламска држава. Сите тие ќе биле доставени до разузнавачките служби на партнерските земји на антитерористичката коалиција предводена од Соединетите Американски држави, што ќе значи нивно полесно апсење за време на рутински контроли при обиди да преминат некоја меѓународна граница. И за крај вечерва метеоинформациите. Под влијание на циклонска активност денеска имавме облачно време со врнежи од дожд кои на повеќе места беа обилни, особено изразени во југозападните делови. Во текот на викендот се очекува да наврнат уште над 40 литри на метар квадратен. Најмногу врнежи се очекуваат во крајните источни делови. Во сабота интензитетот на врнежите ќе се намалува, а од недела ќе има опаѓање на температурата и повремени врнежи од дожд на планините и на некои повисоки места врнежи од снег. Ова е последната информација. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со К1. Пријатно.